Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитуван колега Даскаловски, значи вашата дискусија, како што и сами спомнавте, од септември и сега ви е практична иста, бидејќи немало никакви промени во однос на тој дел, ниту пак прифаќање на одредени законски решенија предложени од опозицијата, а и мојата реплика на вашиот говор од септември до сега и сега ќе биде иста и после 5 месеци. Тогаш ве прашав, бидејќи вие сте припадник на член на Социјалдемократскиот сојуз, председател на Социјалдемократскиот сојуз е господинот Зоран Заев, еден од најголемите капиталисти во Македонија, кој што се залага за развивање на социјалдемократската идеја. Па тогаш ве прашав и сега ќе ве прашам, колкава е просечната плата во кај тие 700 вработени кои што работат во нивните фирми. Сега дојде време и за завршна сметка, дали после предавањето на завршната сметка дивидендата која што остваруваат фирмите ќе биде поделена онака социјалдемократски со сите вработени, или пак ќе биде употребена за купување на нови вили или джипови, и дали ние, па и јас и вие и сите овде присутни пратеници, треба да изгласаме закон со кој што на вашиот лидер треба да му се уфрлат дополнителни пари на неговите сметки за да бидат тие истите дадени на работниците, како би се остварил тој просек од 300 евра на плата која што треба да ја дава. Значи, јас знам дека просечната плата во тие фирми не е повеќе од 10.000 денари и тоа треба да го знае и македонската јавност, затоа што тоа се официјални податоци кои што можат многу лесно да се проверат. И затоа најмалку мислев дека вие, пратениците од Струмица, ќе зборувате за просечна плата или за зголемување на просечната плата, кога самите и јас и вие знаеме дека просечната плата во фирмите кои што не е фер овде да ги спомнувам поединечно, не е поголемо од 10 до 11.000 денари. Кога тој во неговите фирми ќе даде плата поголемо од 18.000 денари, јас со две раци ќе гласам за овој закон. Ова јавно го кажувам сега на говорница пред целата македонска јавност. Или пак не може да ја покачи платата, меѓутоа дивидендата која што е јавен, податок кој што ќе го објави после предавањето на завршната сметка, ме интересира дали ќе биде поделена со вработените, онака како што секаде вистинските, стопанственици кои што се залагаат за развивање на социјалдемократската идеја, го прават низ Европа, поточно имаме такви примери кога газдата ја поделува дивидендата со вработените заради мотивација или заради награда на вработените за претходно сработеното во претходната година. Затоа и тогаш ве повикав и сега ве повикам да ни кажете колкава е просечната плата, дали од септември до сега има покачување за 500 денари на вработен или за 300 или за 200 денари и дали дивидендата онака социјалдемократски ќе биде поделена со вработените. Господин Даскаловски, Маријан има контрарепλика.